Во пресред на утрешниот ден, кога се одбележува 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, општеството испраќа порака. Утрешниот ден не е посебен, туку како и сите останати, бидејќи еден ден не е доволен за поголема инклузија, разбивање на стереотипите и подигнување на јавната свест кај народот. Тука се јавува потребата од место каде лицата секојдневно ќе имаат можност да комуницираат, да се развиваат, а не да се затворат во еден простор кој ќе биде наменет само за нив. Но токму тоа COVID-19 го направи изминатите месеци со дневните центри, наменети за лица со посебни потреби. Центри некаде се згрижуваат лицата кои имаат посебни физички или психички потреби, туку центри каде тие го водат својот живот нормален, надвор од нивниот затворен свет. Носи потребите до сите деца. Доаѓаш ли во дневниот центар? Да, доаѓам. Сакаш ли да престојуваш тука? Сатам, да. А страх ли ти од короната? Не ме е страх. Носиш маска? Носам маска да се страни за това. Што правите тука во дневниот? Пишаме си, учиме, пишаме за това. Александар Николовски од Дневниот центар во Делчево, анализирајќи ја ситуацијата и потребата од отвореноста или затвореноста на дневните центри во пандемијата, вели дека се среќаваат со контрадикторни ставови. Од една страна се комуникацијата и социјализацијата, а од друга страна стравот од COVID-19 и заштитата на овие лица. Дневниот центар во првиот период во месец март прекина со своите активности, за да пред месец и пол повторно се обидеме да ги активираме нашите ресурси под други околности и со предвидените безбедносни мерки издадени од Министерство за труд и социјална политика. Иако сето тоа делува на некој начин едноставно, сепак се јавуваше различни ситуации, различни моменти кои што беа директно како одраз на последица, одраз на самите лица со посебни потреби. Значи имаше период кој што во првичните прекини на користењето на услугите во дневниот центар, реакции од типот дека го изгубиле собственото капче, дека ги изгубиле пријателите, страф и сомнежи за повторно враќање во дневниот центар. Друг момент кој што беше исто така евидентиран кај децата беше нивната социјална интеракција, нивните можности за движење во надворот, семејниот амбиент, кој што некои од ограничувањата негативно влијаат на самите лица и беа едноставно неразбрани, поточно оваа категорија на лица е специфична, па затоа специфичноста на потребите во околности на COVID-19 мора да има поразлична специфика, поразлично разбирање и толерирање како од надлежни институции, така и од органите кои што ги донесат тие регулативи и одлуки во услови на COVID пандемијата. По рестартирањето на дневните центри не бевме првични да се истрчиме со одредена голема бројка, туку секако дека размислувавме за оние околности кои што можат да се случат и кои што како примери ги користиме и од другите дневни центри, како на пример во дневен центар каде што персоналот имаше добиено во COVID-19, мораше сите деца да заминат во една изолација од 15 дена. Доколку едно лице со аутизам или хиперактивно биде 15 дена затворено во стан или во соби или во било каков мал простор, секако дека представува проблеми за детето и за родителите и за сите. За таа цел ние како дневен центар не стоевме рамнодушни и направивме анализа од повеќе аспекти во секојдневното живење и како образовен, и социјални, и здравствените услуги. Потешкотите финансиски на родителите да можат да набават соодветни опреми за самите деца. Образовниот аспект на оние кои што посетуваат училиште се одвива на наставни ливчиња, што е далеко од една интеракција или она што е потребно на некој лице со посебни потреби. Социјалните сфери на малите можности е анализа која што е веќе имаме направено во доста подробни црти и најверојатно ќе очекуваме или ќе се потрудиме некаде тоа да го пласираме. Моментално дневните центри во Македонија работат со посебни протоколи, но нивниот капацитет не е исполнет како пред пандемијата. Бариерата која ја создаде пандемијата е бариера како и сите останати и треба да се сруши, пред се институционално, со помош на сите релевантни фактори.
Како пример, значи блиска соработка со општината, блиски соработки со здравствените работници кои што можат дел од прегледите да ги направиме во самата институција во дневен центар, блиска соработка со училиштата и наша алтернативна и ние како една алтернатива да излезнеме во пресрет и на потребите на родителите. Значи треба само внатрешна реорганизација, без никакви дополнителни финансиски ресурси и да бидеме успешни во давањето на услуга. Фала Богу дека имаме потреби од човечки ресурси, кои што на различни форми, како волонтери, други институции од Црвен крст, студенти кои што веќе не се на студии во Скопје, а се во областа на социјалата или дефектологија, можат да ни излезнат во помош, па така да го промениме нивното секојдневие. Оваа популација 20 години и повеќе зборуваме за нашите бариери, па оваа бариера за нас представува само предизвик, бидејќи сме соочени со постојано да го спомнуваме и именуваме бариера, па од тука можеби ќе и цивилното население, како институцијата ќе почувствуваат, барем сегмент, што значи нешто да се може, а пред тебе да постои бариера. Значи, ние можеме да излеземе надвор, али бариерата е законска, дека ние мора да останеме внатре. Така и лицата со посебни потреби имаат многу работи што можат да направат, ама пред нив постои бариера. Дневниот центар во Делчево има регистрирано 15 деца кои го посетуваат, но во моментов доаѓаат само 2-3 дечиња. Утре во рамки на 3 декември, Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, во Дневниот центар во Делчево ќе биде организирано скромно одбележување, повеќе средба на родителите со децата и вработените во центарот за дејствување во иднина.